што тоа е текстот што го прочитавме, што ќе го разгледуваме, и во него Павле предупредува некои кои мислеле дека се многу мудри и се фалеле со луѓе и се лажеле. Затоа им вели, не лажете се. Вашата лична проценка не е објективна. Некој велел Павле е најдобар, тој си е нашиот и тој е најдобриот, другите велеле не, Петар е нашиот и си е најдобриот и така натаму. И тоа подсетува на една басна која Матеј ми ја раскажуваше, кога Вени, неговата сопруга, претпоставам ги знаете Матеј и Вени, кога Вени ќе почне да раскажува за неизнивната керка Беки, што прави, како прави, и Матеј така на шега знае да каже, тоа е нашето гавранче, нели знаеш? И што значи тоа нашето гавранче? Тој ми раскаже една басна. Во училиштето за мали птици, деца птици, имало Славејче и учело и гавранче. И еден ден мајката Гавран, или тоа е мајката Слава или Славејката, не знам како да ја наречем, отишла кај мајката на гавранчето да ја замоли, која ќе оди во училиште да носи храна за своето дете, да однесе храна и за Славејчето. И мајката Гавран, гавранката, рекла, а како ќе го познаам твоето дете? И тогаш мајката Славе рекла, многу лесно, види кој е најубавото од сите птици, тоа е моето дете и дај му ја храната. Во ред, рекла мајката Гавранка. И попладне, кога се вратили децата од училиште, Славејчето се пожалило дека останало гладно. И отишла Славејката кај Гавранката да ја праша зошто не му дала храна на нејзиното дете. И мајката Гавранка рекла, па ти ми кажа да видам кој е најубавото и нему да му дадам. Јас гледав, од моето гавранче поубаво немаше и нема му дадам. И добро, по известно време, мајката Славеј пак отишла кај мајката Гавран, пак да ја замоли, ако оди на школу, да носи храна и за нејзиното дете. И тогаш Гавранката рекла, минатиот пат сгрешив, да не се случи пак да сгрешам. Не, сега нема да сгрешиш. Само слушај кој најубаво пее. Не му дај му храна. Добро, се согласила Гавранката и попладне, кога се вракиле децата до училиште, Славејчето пак се пожалило дека останало гладно. И пак отишла мајката Славејка кај Гавранката и пак е прашала зошто не му даде храна на моето дете, и таа рекла, па јас отидов, слушав сите како пеат, од моето гавранче не пееше никој по-добро. Тоа покажува, нели, добра басна за нашата перцепција на нештата, нашиот поглед на нештата. Ние сме субјективни, пристрасни сме. И тоа се однесува дури и во христијанскиот живот. Така, например, ако следите социјални мрежи, ќе видите како некои ставаат стихови, не стихови, туку мисли, само, например, од Джойс Мајер. И нема подобра и поавторитетно од Джойс Мајер. Други пак ставаат некој друг и на крајот дури знаете да се скарат, да се спречкат за тоа кој пее најдобро или кој изгледа најдобро или кој знае најмногу. И тоа не е од сега. Гледаме и во посланието во Коринтијаните, постоел сличен проблем. Нели, некој веле Павле е најдобар, други веле не, Аполос е најдобар, а пак со сето тоа, преку сето тоа тие сами се издигале. Ако Павле е најдобриот, а ние сме Павлове, тоа значи дека ние сме најдобрите, подобри од другите. И во оваа трета глава што разгледуваме, која ќе ја завршиме нели денес, ова утро, апостол Павле веќе најдиректно го покажува прстот кон проблемот и вели дека сето тоа е резултат на духовната незрелост. Тие се уште бебиња, наместо веќе да се зрели христијани, кои целосно се покориле на Христос, целосно се послушни на Христос, се водат од Него, тие се уште се водат од нивните телесни мотиви, тие се телесни. Тој ги нарекува, не можем да ви зборам како духовни, зашто се уште сте телесни.
се раководите или сте повластени на телесната природа. И тоа е проблем, сериозен проблем. И за да покаже колко сето тоа абсурдно што го прават, таа подалба и тие кавги меѓу себе тоа кој е поголем, им дава една метафора за црквата како нива. И вели, црквата е Божјата нива, сите во неа, и Павле, и Аполос, и Петар, се само служители. Сеат, поливаат, но Бог е тој што спасува, Бог е тој што прави да расте. Затоа вашата надеж, вашата послушност, вашиот фокус треба да биде Христос и тоа ќе обезбеди растеж. И третата метафора од таа глава е за црквата како градба во која сите сме вклучени и затоа треба да внимаваме на која основа градиме. Само една основата. Да не се гради на основата Петар, Павле, Кифа, или на Аполос, да се гради на Христос. Само тој е основа, темел кој може да ја држи стабилна градбата. И да внимаваме на таа основа, на тој темел, со каков материјал градиме, зашто Христос доаѓа, тој ќе суди преку оган. Она што е било градено на вистинска основа, на вистински начин, за Христова слава, за Неговото царство, за растеж на Божјото дело, тоа ќе остане. Она што било со некакви други интереси, мотиви, тоа ќе изгори. И на крајот дава и предупредување, па и да се внимава, да не се случи некој да ја руши градбата, то него Бог ќе го руши, тоест го поставува под прашање и нивниот влез во Божјото царство. И со тоа завршуваат метафорите и од 80 стих веќе најасно кажува кој е проблемот, тоест што да прават. И тој текст што го прочитавме е некако поделен на два дела, 6 стиха се, првиот дел 3 стиха, вториот дел 3 стиха и поделбата е според заповеди. Во 18 стих има една заповед, во 22 стих има друга заповед. И така определуваат и теми кои се многу поврзани, произлегуваат една од друга. Првата заповед е никој нека не се лаже. Тоест нека не се мами самиот. Да не се самозалажува никој. Да не живее во заблуда. Поради нели таа пристрасно што ја кажавме. И потоа никој да не се фали со луѓе. Нивното залажување всушност водело до самозалажувањето, водело до самофалба. И тие две заповеди се решаваат така, тоест тие насоки што ги даваат тие совети, се решаваат така што тој им покажува излезен пат, дека имаат големи ресурси, во Христос имаат се, а самите тие пак се Христови. И толку јасно тоа го кажува апостолот, што никој не може, тоест не му дава на никој на крајот никакво, ни малку простор да каже, а што сака сега со оваа тој да ни порача. Никој нека не се лаши, никој нека не се фали со луѓе. Многу јасно, многу разбирливо, нема никаква двусмисленост, многу и дава дури и стихови од Стариот Завет, кои се многу адекватни за нивната состојба, за да може да сватат се. Значи, две опасности или два проблема во црквата во Коринт. Никој нека не се лаже самиот себе си. Така што ќе си гради суетна, горделива представа за самиот себе си. Таа опасност ја имаме сите, тоест не што е опасно секојаш, ние живееме со погрешната или пристрасната самопроценка. Едноставно зашто ние не можеме да се гледаме самите себе како што другите објективно не гледаат. Има еден малку така виц кој е можеби така вулгарен, не е толку, сепак се работи од здравствениот живот. Некој човек имал гасови многу и отишол на лекар и му кажал на лекарот дека има многу гасови, ама при тоа рекол дека не е толку опасно, зашто неговите гасови не мирисаат и не се слушат. Лекарот го прегледал, му дал терапија и му рекол дојди после една недела. Дошол после една недела пациентот и рекол докторе, пак имам, се уште имам гасови, меѓутоа проблемот уште сега почнаа да мирисаат.
И лекарот рекол, добро, го средивме проблемот со синусите, сега да го средиме проблемот и со ушите. Тоа е нашата проценка за себе си. Нашите недостатоци не се така како недостатоците на другите. И си мислам, кога Бог би можел, мене лично и на секој од нас, да ни ги даде очите, перцепцијата, умот на другите, да можеме на слика некако на екран да видиме како другите гледаат на нас, сигурно ќе бидеме многу изненадени. Зашто едноставно ние не можеме објективно да гледаме на себе. Тој истиот бил проблемот и на коринтијаните. Тие се фалеле, многу се фалеле. Со што се фалеле? Мислеле дека се многу мудри. И затоа апостолот им вели, никој нека не се лаже. Очигледно, многу се лажете. Со што се лажете? Се лажете со тоа што мислите дека сте многу мудри. И тоа многу мудри во овој свет. Кој е проблемот ако ги имаме во предвид сите овие глави досега што ги разгледавме? Апостол Павле во првата глава и втората глава јасно им кажува: ние проповедаме слово кој во овој свет е безумно, словото за крстот. Овој свет, вели, ова слово е глупаво слово. Исто така, самите вие кои поверувавте, во очите на овој свет сте ниска клас, слаби сте, отпадници во општеството. И трето, самиот јас кој ви проповедам, бев слаб, немокен, тоест во очите на овој свет никаков служител. Од друга страна пак, светот нуди говорници, во тоа време филозофи, кои користеле најразлични убедувања, реторички, говорни вештини и така натаму, давале, тоест говореле, нуделе филозофи кои изгледале многу длабоки, многу возвишени, и сето тоа било мудро во очите на луѓето. И сега коринтијаните го слушале словото, безумното слово на крстот, меѓутоа не сакале да изгледаат безумни, тоест глупави во очите на луѓето. Тоест почнале да се фалат не толку со словото, туку со мудроста на овој свет. Тоест рекле, зошто ова безумно слово некако не создадеме хибрид, да земеме светската мудрост, мудроста на овој свет, и да создадеме слово за крстот кој ќе изгледа мудро, кој ќе одговара на вкусовите, на критериумите на овој свет. И кога го направиле тоа, си кажеле, сега ние сме помудри од сите. Помудри сме од другите христијани, кои се држат само за словото на крстот, но помудри сме и од оние во светот, зашто го имаме и Божјото слово. И нивната мудрост, и Божјото слово. Тоест, ние сме најмудрите. И се фалеле со мудрост. И апостол Павле овдека им вели: неголемото безумство е ако се обидете вистинската мудрост да ја помешате со безумното. Тогаш нема да создадете нешто што е најмудро, туку ќе создадете нешто многу безумно. Зашто мудроста на овој свет е безумство пред Бог. Вие се обидувате безумството на овој свет да го вклучите некако во вашиот живот, христијански живот, за да бидете помудри од сите останати. Станете најмудрите. Вистинската мудрост, ако сакате навистина мудрост, вели апостол Павле, тогаш барајте го само Христос. Оној што беше распнат, оној што беше меѓу двајцата разбойници, оној што римјаните го заковаа на крстот, тоа е мудроста. Единствената мудрост. Да, светот гледа на Христос и вели: овој ли ќе биде мојата надеж? Само овој ли е спасението? Овој јадник што го претепале, што го исплукале, што го понижиле, што го убиле, тој треба да биде мојата радост. Тој треба да биде мојот мир. Нели може некако во сето тоа да вклучиме и човечка алтернатива? Некој човечки водач, авторитет, некоја политичка солуција. Нешто да направиме за овој јаден лик на крстот, да не изгледа толку јаден. Тоа учење, така, ние да го збогатиме. Ние да му дадеме
повеќе мудрост, не е да му дадеме повеќе вредност. И тоа е проблемот што и ние го правиме многу пати во животот. Бог ни дава стратегии библиски, принципи и така натаму, ама ние велиме, во светот има успешни начини. Светот нуди успешни начини. Светот нуди успешни стратегии, солуции за животот. Нели може некако да ги скомбинираме? Тоест на Божите начини да ги додадеме и оние светските кои не се баш согласни со Библијата, ама успеваат. Апостол Павле вели, не е мудрост. Не е мудрост светот да се комбинира со Бог. Зашто единствената мудрост е во Исус Христос. Мудроста на овој свет, каква и да е, колку да изгледа голема, возвишена, е безумство за Бог. Споредено со Бог е безумство. И апостол Павле овдека им дава од Стариот Завет два цитати кои се земени, едниот е од Јов, а другиот е Псалм. Јов 15.3 и Псалм 94.11. И двата одговараат за нивната состојба. Им вели, цитирајќи го Јов, тој ги лови мудрите во нивното лукавство. Тој ги нарекува, вие мудри се сметате мудри, ма не можете да го измамите Бог. Вие користите лукавства сега во црквата. Користите секакви начини да се покажете најмудри. Бог ве лови. И на крајот, Бог ја разбира сета суета со која вие се соочувате. Во неговите очи сите ваши напори се само една обична суета. Размислите на мудрите се суетни. И во двата случаи тоа мудрие е под наводници, се однесува за нив, за светската мудрост. Божјата мудрост е толку супериорна во поглед на човечката, се друго е безумство. Со други зборови, и вели држете се за Словото. Тоест, ако сакате да станете навистина мудри, станете безумни, станете глупави. Тоест, во очите на светот, платете ја цената да бидете прогласени за безумници, за глупаци. Тогаш ќе видите како Бог ќе дејства со неговите методи. Сега дека вие се обидувате да комбинирате, да играте и таму, нема да видите вистинската сила на Словото за крстот. Нема да има вистински растеж. Ке си останете бебиња, барајки алтернативи во гревот, во грешната природа, во вашата телесност. Се додека не се фатите, не се држите здраво за Христос и не станете безумници во овој свет, отфрлајќи се од овој свет, нема да видите како Бог действа во вашиот живот и во животот на другите околу вас. И тоа е повикот, предизвикот во оваа прва заповед. Станете глупаци. Тоа е цената, една од цените на христијанството. Да прифатиме светот кога се држиме само за Бог. И тоаш кога сите користат најразлични методи од овој свет, ние држиме за светоста, праведноста, за оно што Бог го бара од нас и велат овие наивни, глупави луѓе, тогаш Бог навистина действува. Тешко е да се прифати таа цена, но тоа е цената што Бог е бара од нас. И црквата и ние како христијани паѓаме на тоа. Паѓаме. Сакаме ние да бидеме мудри како што е мудар овој свет. Сакаме по некаков начин, ако може, да не изгледаме толку наивни во верата, туку да изгледаме како овој свет лукави и да парираме со нивната светско лукавство. Апостол Павле вели, то не е мудрост. Или ќе бидеш целосно безумен во очите на овој свет, држејќи се за Бог, или ќе бидеш навистина безумен во очите на Бог. Тоа е, првото. Станете како мене, и тој понатаму во 4 глава самиот ќе се нарече безумник за Христос. Станете, влезете во друштвото на безумници за Бог, за да бидете навистина мудри. Мудр се станува преку прифаќањето на безумството на овој свет. Ако некој
е мудар меѓу вас, тоест ако некој се фали и смета дека е мудар, тогаш добро е. Ако сака да биде мудар, нека стане безумен. Тогаш ќе биде мудар. Второто, вели, никој да не се фали со луѓе. Тоа е второто предупредување. Нормално, таа наклонатост кон човечка мудрост, кон мудроста на овој свет, кој обично секој пат е мотивирана од гордост, води до фалба. Ако ние сме успели да направиме нешто кое не прави големи, тогаш треба да се фалиме. Ако се фалиме со Павле, а Павле е наш, тогаш и ние сме големи како Павле. Ако Аполос е голем, а ние сме Аполосови, тогаш и ние сме големи и може да се фалиме спрема оние кои не се Аполосови. Сето тоа на крајот води до фалба. Имајќи го нели тој проблем, апостол Павле им дава некој решение. Прво им вели: помнете се што имате. Вие имате буквално се. Во Христос имате се. Кој е Аполос, кој е Павле, кој е Кифа? Тие се служители на Бог. И тројцата се служители на Бог. И тројцата се дадени на црквата. Тоа значи дека и Павле, и Аполос, и Кифа се ваши. Штом тие се дадени на црквата како служители, а вие сте црквата, тие ви се дадени вам. Тогаш, зошто упорно се држите за еден од нив, кога може да ги имате сите тројца? Зошто се ограничувате? Вие се држите, сте се фатили за еден и се фалите со еден, другиот се фали со другиот и се расправате, а Бог ви ги дал и тројцата. Сите служители се ваши. Како некој млад човек отишел во златарата на чичко му да бара прстен за својата вереница. Чичко му бил сам, немал деца, и тој млад човек бил единствениот наследник на златарата. И отишел, видел еден прстен, прашал за цената, му изгледал многу скап. Потоа отишел друг прстен и тоа му изгледал скап. Па трет прстен, па почнал да се пазари за цената, па може ли за пола цена? И накрая чичко му кажал: абе синко, па не ли знаеш дека оваа златара е твоја? Дека се што е овдека е твое. Тебе ти припаѓа. Ти си единствениот наследник. Место да прашуваш, земи кој ти бендисува и носи си го. Коринтијаните се расправале за овој, за оној, а Павле им вели: Христос ви ги даде сите. Сите се ваши. Нема што да се расправате. И не само луѓето, туку тој ви дал се, вели, било светот, било животот или смртот, било сегашното или идното, се е ваше. Ви имате еден богат пейсаж на благодати, благослови што Христос ви ги дава, Бог ви ги дава. И живејте постојано со таа перспектива дека ви имате огромни богатства. Човек што има огромни богатства на располагање, тој не се расправа за едно мало нешто, само за еден дел. Зашто знае дека се е негово. И тука еден чуден ред има малку, вели, свет, живот, смрт, сегашност, иднина. Зошто токму овие работи ги пише апостол Павле? Зошто не напишал нешто друго? И Дон Карсон, еден канадски проповедник и коментатор, има еден така интересен поглед на овие нешта. Вели, овие 5 работи се главните тирани на човекот. Оние тирани кои го држат во робство. Прво светот, знаеме, светот сака да го пороби човекот и да го некако стави во калап. Животот пак е она нешто за кое што се држиме котвата. Многу ни значи животот. Меѓутоа знаеме дека животот е како парија, се појавува и исчезнува. Зашто има смрт која доаѓа ненадејно и голта се што имаме, се голта. И затоа се убедуваме, вели, сегашноста да ја искористиме максимално, да оставиме некоја трага, но пак таа сегашност секогаш е прогонета, т.е. во чекор не следи несигурната иднина,
не знаеме што ќе донесе таа иднина. И ние постојано живееме окупирани, тоест обременети од светот, од несигурноста на животот, од смртта која демне, од сегашноста која носи добро и лошо, а е пак за иднината и да не збориме. И Карсон вели, во Христос сите овие нешта стануваат едни прекрасни благодати, подароци од Бог, кои секогаш се користат за Негова слава. Светот станува поле во кој се прославува Бог. Животот не плаши, зашто е сигурна котва, зашто не е парија што одминува, туку нешто што продолжува во целата вечност како заедништво со Бог. Смртта не е дупката, бездата која голта се, туку вратата кон општението со Бог во вечноста. Сегашноста и во добро и во лошо содействува секогаш за наше добро, а иднината не е несигурно, зашто знаеме во чие раце е. И вели, сите тие работи, сите нешта на крајот стануваат ваши дарови во Христос. Во Христос на се може да се насладувате. Во Христос ништо не те тиранизира. Имаш огромни богатства. И идејата на апостол Павле, ако гледаш на сите тие нешта, ако гледаш на огромното море, огромниот океан на дарови што Бог ги дава, тогаш гордоста, фалбата, зависта, неслогата се топат, зашто нема простор. Човекот занемува пред тоа мноштво од богатства кои ги има во Христос. Како некој семејство решиле да одат на некоја убава планина, кај што имало убавини, и тргнале, и цело време во колата се расправале и никој не можел да погледне, толку биле фокусирани на расправите, што има од прозорецот на колата надвор. Додека во еден момент мајката не рекла, абе гледате, ние сме во планината, видите каква убавина. И тоаш кога почнале да гледат, замолкнале, зашто биле, не можеле едноставно да се расправат, предизвикани од восхитот на пејсажот околу нив. Ако нашите очи сме во нас што го имаме во Христос, вели Павле, тогаш нема да има ништо друго, простор за ништо друго, освен за восхит и за пофалба на Бог. Едно поклонение пред Бог. И на крајот завршува и вели, а вие кои се, ви имате се во Христос, се е ваше, а пак тоа што се е ваше и самите вие сте Христови, а Христос е Божи. И со тоа максимално ја расширува перспективата, хоризонтот. И други зборови вели, во вашиот хоризонт, во секој делче, треба да биде Христос, зашто тој е господар на секој милиметар, на секој секунда, на секој делче во животот. Проблемот на нас, луѓето, е во тоа што ние нашиот универзум, сите си имаме свој универзум и го полниме со нашата гордост, со нашата суета, со нашата фалба. Сите сме егоцентрични поради гревот, зашто сите носиме грешна природа. Павле вели, исполнете го универзумот со оној на кого што навистина се припаѓа. Тој да присуства во секое делче, зашто вие сте негови, вие сте Божи. Се е на оној кој создал се му припаѓа нему. И ако го исполните вашиот хоризонт со Христос, единствено со Христос, тогаш испарува гордоста, испарува фалбата, измамата. И тогаш човек почнува да гледа колку се е суетно. И тоа е решението што го дава апостол Павле на коринтијаните. Прво, вие кои се фалите со мудрост, станете безумни, држете се само за Христос, само Словото. И второ, фокусирајте го вашиот поглед на нештата, бескрајните дарови што ги дава Христос и помнете дека сите вие сте негови. Сите сте Христови, а па Христос е Божи. Христос е Синот Божи. Во некои коментари пишува, во некои преводи, манускрипти, со тоа Божи се укажува дека самиот тој е божествен. Со
други збори, самиот тој е господарот на се. Тој е господар на вас и на се што имате. И тоа е правилната перспектива на животот. Тоа е на перспектива што не пази, не заштитува од самоизмамата, од фалбата со луѓето и од безумието на овој свет. Кој е навистина мудар човек? Навистина мудар човек е оној кој целосно се предал на Христос, преку негов Господар. Тоа е веќе врвот на мудроста. И тогаш тој човек, таквиот човек, гледа колку се е безумно, колку се е суетно, кога целосно ќе се препушти на Бог. Тоа е идејата на овие стихови. Тоа е на крајот кулминацијата после овие метафори што апостол Павле дава. Вистинската мудрост во Христос и вистинското решение за нашите проблеми во подчинетоста, покорноста, целосната покорност на Христос кој е Божи. Се е Него. И тоа треба да биде, нели, и нашата поука. Кога сме фокусирани на Христос и на сите нешто што ги имаме во Него, тогаш наместо гордост, фалба, доаѓа поклонение и восхит. И Бог да ни помага во нашите глави да си го чуваме тоа сознание кои сме, дека сме Христови и да помниме што се имаме во Него. Многу нешта. Тоа е вистинската мудрост. Бог да не води во тоа и да ни дава мудрост.